Покрај сите жанрови во литературата постојат и така наречениот утописки и дистописки роман. Утопија е место кое што не постои во реалноста, тоа е идеално совршено замислено општество. Првиот кој што го употребува тој збор утопија е Томас Мор во неговото дело Утопија на почетокот на 16-тиот век. Иако мислам дека утописките романи се интересни, мислам дека поинтересни и почитани се дистописките романи. Дистопија е антиутопија, значи е место во кое што работите тргнале наопаку. И мислам дека ова се петте, според мене, најдобри и најпознати дистописки романи на сите времиња. Под број 1, Ние од Евгени Замјатин, еден руски писател кој што го објавува овој роман во 1921 година и кој што служи како инспирација и за некои други. Под број 2, Прекрасен нов свет од Олдос Хаксли, општество во далечен свет во кој што постигната е стабилност по цена на отфрлање на религијата, уметноста, културата и така натаму, и луѓето всушност се одржуваат среќата преку апчиња наречени сома. Под број 3, 1984 од Џорџ Орвел, тоталитарен режим во иднината, големиот брат и така натаму. Можеби сте слушнале за овој роман, претпоставам дека е еден од најпознатите. Под број 4, Фаренхајт 451 од Рей Бредбери, американскиот писател, кој што го издава овој роман во 1953 година и познат е по тоа што во овој роман книгите се забранети. И под број 5, Приказна за робинката од Маргарет Атвуд, снимана има и серија за овој роман. Значи, според мене ова се петте најдобри дистописки романи. Кажете ми дали сте прочитале некој од овие романи и дали некој роман го испуштив и го заборавив да го спомнам во оваа листа. Поздрави, чао!